Може, поведајте. Добар ден, господин вице-премиер, ви благодарам за што прифативте интервју за МИА. Вчера по 15 месеци го завршивме скрининг процесот со Европската комисија. Какви се оценките од целокупниот тој процес? Добро, навистина е голема и чест и гордост на нас како влада за успешното комплетирање на скрининг процесот. Тоа беше еден процес кој што бараше сериозен напор и од администрацијата, и од владата, и од сите наши, да речам, ангажирани луѓе во овој процес. Како што сами кажавте, траеше 15 месеци, речиси 100 работни дена, поминаа нашите тимови заедно со нивните колеги од Европската комисија овде во Брисел. 850 презентации поминати и презентирани од наша страна и од нашите луѓе административци на овие скрининзи. Патем скоро 1000 луѓе дојдоа и поминаа низ овие скрининзи и земаа учество во овие скрининг сесии и состаноци, така што еден сериозен, масовен, но многу важен процес. Процес кој што ги поставува темелите на натамошниот тек на преговорите, процес кој што ни дава јасна слика каде сме во усогласувањето не само на законодавството со ЕУ, туку и на институционалните практики. И според мене една одлична вежба или една одлична подготовка за отварањето на кластерите. Она што може да го кажеме е дека од овој скрининг процес ние веќе имаме и конкретни резултати и плодови. Впрочем, и Европската комисија во својот извештај го оцени како многу успешен овој скрининг процес, во кој што е покажано голема посветеност, голем капацитет, сериозен капацитет и добри резултати. И тоа треба да ни биде модел за како понатаму во преговорите да се движиме, и тоа треба да ни биде одговор на прашањето дали имаме капацитети за преговори, кое што е многу пати поставувано. Да, имаме и скрининг процесот тоа го покажа. И затоа жалам што на самиот почеток, минатата година во јули, кога започна тој процес, беше често оспоруван од многумина дека тоа неважен процес, дека тоа само технички процес, дека тоа не значи отварање на преговорите. Денес гледаме и сигурни сме дека тоа всушност значи дека ние завршуваме една почетна воведна фаза од преговорите и дека тоа ни дава за право да ги кажеме резултатите и исходот од тој процес, но и да кажеме што очекуваме понатаму. Врз основа на овој скрининг процес, веќе пред неколку дена или пред десетина дена ние добивме повик, писмо од шпанското председателство на Европската унија, односно Советот на Европската унија, за да ги доставиме оние клучни документи за првиот кластер кои што се услови за отварање. Тоа се патоказите за владење на право, реформи во јавна администрација и функционирање на демократските институции и нормално акцијскиот план за заштита на правата на немнозинските заедници. Тоа ние го знаеме од самиот почеток, бидејќи е запишано во преговорачката рамка, работиме на тоа веќе 5-6 месеци и очекуваме во завршна фаза на консултации сме со клучните фактори, чинители, за да може до крајот на оваа година, значи до крајот на овој месец, да ги испратиме тие документи до Европската унија. Веќе наредната недела, во понеделник, на 11 ќе имаме можност во собранието на заедничка седница на Националниот совет за европски интеграции и на Комисијата за европски прашања да ги разгледуваме нацрт патоказите и нацрт планот за раст, и тоа потоа ќе ни овозможи исто така во неколку дена да ги завршиме и консултациите со граѓанското општество, со академската заедница, со стопанските комори, и на тој начин врз основа на тие консултации ќе дополниме или одземеме нешто ако треба од овие патокази, но како и да биде, до крајот на овој месец ќе ги имаме готови тие документи и така ќе го заклучиме оваа прва фаза, овој прв дел од воведен дел од преговорите и ќе направиме се она што може да се направи без уставни измени. После тоа ќе останат само уставните измени и остануваат само уставните измени како единствен услов за отварање на првиот кластер и за продолжување на преговорите. Во една од изјавите во пресред на завршниот билатерален состанок од скринингот, изразихте оптимизам дека
следната недела на Советот на ЕУ ќе добиеме позитивно зелено светло за одржување на втората меѓувладина конференција. Можно ли е тоа во услови кога ги немаме усвоени уставните измени? Видете, нашата предност и среќа во овој процес е што веќе немаме неизвестност и изненадување како порано што сме имале пред да се утврди преговарачката рамка. Од кога имаме преговарачката рамка, од минатиот јули, ние јасно знаеме што ќе се случува на секој нареден самит или совет. Ако се условите дека ние треба да го комплетираме скринингот, да ги испратиме, доставиме овие клучни документи што ги спомнав, патоказите, и да ги завршиме уставните измени, за да биде отворен првиот кластер, односно да биде свикана наредната меѓувладина конференција. И ако сме свесни и знаеме дека еден од тие услови не е исполнет, а тоа е уставните измени и нивното усвојување, тогаш се разбира дека не можеме да очекуваме дека ќе имаме зелено светло за првиот кластер. Затоа и треба отворено да разговараме каде се нашите проблеми и каде лежи блокадата. Денес и покрај тоа што морам да одадам признание за конструктивноста во делот на патоказите и учеството на опозицијата во дискусијата за патоказите што е закажана за понеделник, сепак тоа не може да го надомести фактот дека блокадата моментална на уставните измени и блокадата на нашите евроинтеграции има име и презиме, тоа е ВМРО-ДПМН. И од таа одговорност нема да може да се ослободат колегите од ВМРО-ДПМН, колку и да сакаат. Затоа што ние веќе година и половина се обидуваме на повеќе начини, со директни разговори, со пристапување, со јавно апелирање, со пораки од сите европски и светски лидери, кои што дојдоа во Скопје, дојдоа во Северна Македонија, во нашиот парламент ги испратија пораките, неодамна и генералниот секретар на НАТО Столтенберг. И да не ги редам сите што беа, и канцеларот Шолц, и председателот на Германија Штајнмајер, и австрискиот председател, и сите председателката на Европската комисија фон дер Лајен, премиерот на Хрватска, председателката на Словенија, се тоа пријателски држави кои што нам не мислат добро и кои што не работат против интересите на Северна Македонија, напротив, секогаш биле на наша страна. Председателот на Франција Макрон и така натаму. Тие што биле на наша страна ни кажуваат дека ова добро за нас и дека треба да го направиме. Ние сме убедени како влада и сигурен сум дека и мноштвото граѓани се убедени дека ова не е таква концесија, таква отстапка која што ќе наруши било што кај нас. Напротив, мислам дека само ќе зајакне концептот на успешна мултиетничка демократија и ќе ги отвори вратите за да ги продолжиме преговорите. И затоа таа одговорност за блокирање сопствената држава ќе остане и лежи кај пратениците на ВМРО-ДПМН и кај партијата. И јас се надевам дека што поскоро ќе има разумно размислување, ќе се направи ова, затоа што успехот ќе биде заеднички и потоа може да се продолжи понатаму. Во спротивно, сигурен сум дека и на изборите ќе имаме истата дилема и тоа ќе биде една од точките на која партиите ќе се разликуваат сериозно и ќе се соочиме со избор меѓу два блока. Едниот блок Европски фронт кој што ќе работи интензивно на зачленување на Северна Македонија во Европската унија до 2030 година, а другиот блок кој што ќе нуди повторно преговарање и повторни кавги, изолација со соседите, од сите текови, повторно враќање во оној тунел во кој што бевме 11 години. Несомнено, завршувањето на скрининг процесот е огромен успех за државата, но од аспект на граѓаните тоа може би изгледа малку апстрактно. Многу поопипливо за нив е она што се предлага во планот за раст на Западниот Балкан. Па што можеме да пренесеме во однос на тој дел? Јас би сакал прво да спомнам само уште една работа за самите Советот идната недела. Ние секако очекуваме позитивни сигнали во смисла на признание за она што сме го направиле со скринингот, поддршка за натамошни реформи и потврда дека перспективата за членство во Европска унија во брз рок е возможна и дека е реална.
Тоа очекуваме од наредната недела од самитот. Но во однос на планот за раст, исто така очекуваме на самиот самит, на самиот совет да се даде него поддршка на овој план, бидејќи тој е сега се уште во фаза на разгледување од страна на државите членки. Тоа е планот за раст кој што ние сме го барале како идеја. Ние од Западен Балкан, ние Северна Македонија сме го барале од Брисел и од Европска унија да состава таков план во кој што ќе ни овозможат пред членство да имаме некои придобивки од заедничкиот пазар во областа на транспорт, во областа на трговија, во областа на земјоделие, во областа на зелена транзиција, во областа на заштита на животната средина, градење на инфраструктура и така натаму. Секако тоа е врзано за сериозни реформи во финансискиот систем, начинот на управување со буџетот, зајакнување на транспарентноста и контролата врз трошењето на парите, секако реформи во владењето на правото и судството, кои што ќе бидат врзани со конкретна финансиска помош и финансирање на конкретни проекти од страна на Европската унија. Има 6 милиарди за целиот регион, нам ни припаѓа еден сериозен дел од тоа согласно големината на државата и на економијата, така што тој план ни овозможува да ги забрзаме реформите, да добиеме дополнителна финансиска помош што досега ја немаме, значи тоа е дополнително и од ИПА фондовите и од сите други фондови кои што ни се досега достапни и тоа е еден инструмент за кој што оваа влада се борела долго време да имаме повеќе пари за повеќе реформи и да имаме можност да користиме дел од придобивките на заедничкиот пазар пред да станеме членка. Мојот апел секогаш кон државите членки на Европската унија било да се прифати овој план, да се поддржи и тој треба да биде прифатен наредната недела и понатаму да има своји буџетски импликации во буџетот на ЕУ, а потоа и тој механизам да биде функционален и за нас и прифатлив за нас. Тоа во основа би било од нашиот предлог интеграција во ЕУ пред полноправното членство. Кога би можеле да ги очекуваме првите? Ние, доколку се оди по планираното, мислам дека може уште на почетокот на вториот квартал наредната година, тоа значи април некаде, да веќе ги имаме првите средства планирани, кои што ќе дојдат за Северна Македонија, најкасно мај да ги имаме исплатени. Така што тоа е еден динамичен инструмент кој што треба од една страна нас да не на некој начин мотивира да направиме некои работи поврзани со реформите побрзо. Тук тоа е одговорноста и на владата и на собранието, така што тука ќе треба сите политички партии да покажат зрелост и затоа сакаме на инклузивен начин, инсистираме на инклузивен начин да се разгледува овој план. А од друга страна Европската унија на тоа брзо да реагира и да обезбеди средства кои што ќе може да ги користиме и да ги финансираме веќе проектите наредната година во првата половина на годината. Таква брзина и интензитет во вакви инструменти се гледа прв пат во последните 20 на години, откако се започнати процесите на интеграција наша. И тоа е за поздравување. Тоа е тоа што ни требаше, бидејќи обично секогаш била обвинувана и Европската унија, но и целиот овој процес на европска помош дека се оди многу споро, многу долго и дека ефектите се гледаат после многу долго време и доцна. Сега со овој пристап ќе имаме ефекти побрзо и ќе имаме видливи ефекти кои што ќе го вратат и кредибилитетот на унијата, но исто така и динамиката во нашиот реформски процес. На крајот на краиштата граѓаните ќе можат тоа сето да го видат, да го почувствуваат и пред членство. Тоа значи дека ни се отвара вратата пред членството. И тоа треба да го цениме, затоа што знаете како, ние забораваме дека пред само 7 години извештаите на Европската комисија звучеа страшно. Укажуваа на заробена држава кај нас во Северна Македонија. Пред само 7 години. Денес сме во ситуација каде што за само 7 години можеме да очекуваме да бидеме членка на Европската унија. И тоа е една суштинска разлика која што ние треба да ја сфатиме како наша шанса. Имаме реална прилика за само 7 години да бидеме таму каде што сме мечтаеле и сме сакале да бидеме веќе повеќе децении. Благодарам. Благодарам и вам.